Молитва кон Бога испраќам, молитва кон Бога излевам, мир и љубов, мир и правда, се во Бога да биде обновено. Мир и љубов, мир и правда, се во Бога да биде обновено. Радувај се, мој народе, звезда е на Витлем, се роди Исус Господ наш, Спаситело на луѓето. Радувај се, мој народе, дојде ден за славење, се роди Исус Господ наш, од страшен суд избавител. Ангели пеа, ангели пеа, алелуја, алелуја. Ангели пеа, алелуја, алелуја. Ангели пеа, алелуја, ангели пеа. Молитва кон Бога излевам, помазание во Свети Дух да прима, во Царство Божјо, во Слово свето, да сме во Бога сплотени. Во Царство Божјо, во Слово свето, да сме во Бога сплотени. Радувај се, мој народе, звезда е на Витлем, се роди Исус Господ наш, Спаситело на луѓето. Радувај се, мој народе, дојде ден за славење, се роди Исус Господ наш, од страшен суд избавител. Ангели пеа, ангели пеа, алелуја, алелуја. Ангели пеа, алелуја, алелуја. Ангели пеа, алелуја, ангели пеа. Добро вечер и добро ни дојдовте во вечерашното издание на емисијата Тунел. Празниците се тука да не потсетат дека животот треба да се слави, да им дадеме почит на големите имиња кои направиле повеќе за човештвото, да им дадеме почит на светителите, на Бога. За празниците да се сплотиме заедно со семејството во хармонија. Токму тоа ќе ни биде тема на вечерашната емисија. Малку поразлична, но верувам дека исклучително топла и тема на емисија која ќе ви го задржи вниманието. Ќе зборуваме за празнувањето, за славењето, за семејството, за љубовта и хармонијата. Имам многу гости вечерва, на моје големо задоволство, и ќе го имаме оној природен аплауз. Добро вечер за моите гости кои ќе зборуваат со мене вечерва, професор доктор Тихомир Стојановски. Добро вечер и добро ни дојдовте. Повелете професоре, и добро вечер за пастор Константин Кајшаров. Добро вечер и за вас. Со поддршка голема на молебствие.
Честитки за она што го слушнавме и видовме. Нешто можам да речам сосема поразлично од она на кое сме навикнати да го слушаме кога празнувањето и славењето на Бога е во прашање. Во право сум? Па, да почнеме. Може да почнеме. Молебствие постои веќе 2,5 години и се формира на еден спонтан начин од луѓе кои што го љубат Бога, меѓутоа тоа да го изразат на начин кој што е модерен или можеби поприфатлив од луѓето, така и композициите доаѓаат, се излеваат и низ мене и низ членови од молебствие. И еве веќе успешно функционираме 2,5 години. Имаме многу проекти, ќе зборуваме, нели, но она што е најважно, ние тоа го работиме за слава на Бога, слава на Христос. Соодветно тоа ни е единствениот мотив, бидејќи ние сме сите христијани и сакаме во оваа држава луѓето да ги потикнеме на едно живо христијанство, не она религиозното, туку да живеат со вера во срцето кон Бога. Тоа не ни се случува во пракса и ова е веројатно еден убав потик од ваша страна со кој ќе се обидете тоа да допре малку повеќе и помасовно, така? Бидејќи сме навикнати на едно стандардно славење или една рутина во која сме влегле низ годините. Па, Знаеме ли вистински да славиме? Во длабоката суштина на човекот е потребата да се врати на прапочетокот, на неговата суштина дека е создаден од Бога и него му недостасува Бог. И во обидите да го најде Бог се создаваат различни форми и содржини на славење. Дел од нив се оние што луѓето кои, например, како христијани веруваат во Исус Христос, го слават Исус Христос, нели? И тоа е празникот кој денеска го нарекуваат со разни имиња, Нова година и разни други празници, а ние сушност го славиме овоплотувањето на Исус Христос, бидејќи Отецот го испрати својот син, нели, не за да го казни светот, туку светот да се спаси преку него. Значи, ние го славиме Исус Христос, а разните слави што се поминати до појавата на Исус Христос е сите оние форми кога човекот го барал Бог, зашто не му недостасува Бог. Тој длабоко во својата суштина знае дека е создаден од Бог. И најпримитивните луѓе имаат потреба да слават некој Бог, да се соединат со него, повторно да се вратат на изворот. Нели, на почетокот беше Словото и Словото остана од Бога, нели, и Бог беше Словото, тоа што е пишано во Библијата. И таа потреба да се слави и денеска во еден свет каде што владее една телесен идентитет, нели, имаме духовен и телесен идентитет, тоа е пишано и во Светото писмо, луѓето го забораваат Бог и се слават самите себе си, ги слават своите страсти, својот телесен идентитет и тоа се претвора во еден друг тип на славење, односно во славење на себе обожување, он е првиот грев кога го забораваат Бог. Оно што можеби не се случува во секојдневието во пракса. Па да, издака луѓето не знаат што слават. Единствено нешто што вреди да се слави е Бог. Бидејќи ние како христијани знаеме дека Исус Христос ја победи смртта и нема да умреме ако го избереме Исус Христос за спасител. Што друго е вредно да се слави освен победата на смртта? Зарем има нешто поголемо? Оти другите што не веруваат мислат дека, и тоа е пишано во Светото писмо, еднаш се живее, нели? Да јадеме и да пиеме, оти утре ќе умреме. Не е така. Ние ќе имаме одговорност дека славењето е потврда и некои други луѓе што не го спознале Бог да се сетат на својата божествена природа. И песните и дарбите што ни ги дал Господ се затоа за да го славиме. Големите уметници што оставиле трага во сите сфери на творештвото биле допрени од Бог и во својата длабока суштина знаеле дека Бог ги дава дарбите за да го слават него, иако можеби историјата не ги афирмира тие работи. Затоа е и ова молебствие, бидејќи тие песни на вистина се посебни, не се ординарни за себе славење, за само афирмативност. Впрочем, и луѓето кои ги слушаат песните, кои не ги познаваме, разни луѓе, го доживуваат тоа. Може малку долго фатив, ама ќе кажам повторно кога пеевме за Божик пред споменикот на цар Самуил. Тоа беше чинам пред 2 години. Пред 2 години. Така. Бевме на плоштад и одлучивме да ги допираме луѓето со овие песни. И иако беше ладно, бевме собрани кај тој споменик и започнавме да пееме со овие песни и поминуваа луѓето кои што некои плачеа, некои беа допрени, некои со нас се радуваа. Видовме реакција која што не ја очекувавме. Беше интересно за нас прво такво искуство, бидејќи не сакавме да биде тоа свечено, помпезно, со сцена и собина, сакавме да допреме до обичниот човек и мислам дека тогаш успеавме да го направиме. И од тогаш веќе се зацврстија нашите мотиви
и нашиот поттик да тоа веќе премине во професионално дејствување, кое што нели има своја реализација и низ видеопроекти, и низ албуми како снимени песни. Песните сами си ги пишувате? Песните доаѓаат, значи во текот додека Марија пример свири со гитарата, доаѓаат се излеваат, најчесто текстовите кои што излегуваат во нас се креираат, меѓутоа нивната основа доаѓа од словото, бидејќи ние читаме слово. И тоа е поттик кај секој човек. Многу луѓе мислат дека ако одат во црква дека се верници. И јас многу пати се соочувам со таа проблематика и велам, добро, ако си толку верник и ако толку си убеден во твојата верност кон Бога, зашто си болен, зашто си беден, зашто си несреќен, зашто имаш депресија? Заради тоа што ако се соединуваш со Бог, изобилието на Божјата љубов претекува низ тебе. Ако Божјата љубов е во тебе, нема да мразиш, нема да завидуваш, нема да имаш фрустрации кон државата, кон општеството и слично. Едноставно нема да те допира, ќе дадеш максимум што е добро за сите, а она што мислиш дека не е добро, го предаваш во молитва кон Бога. И тоа е начинот на едно живо живење, нели живо во христијанството, да имаме молитва и слово. Многу луѓе не се молат, не читаат Библија и не ме чуди тоа што се несреќни. Овој начин на славење или на еден тип на спиритуално вакво славење на Бога и така натаму, може би сме го виделе ние пракса за западните земји. Барем сме го виделе, да речем, и сега се соочуваме со нешто што реално и овде кај нас Па се до сега случува. тоа го немаше, го имаше можеби во некои други деноминации, меѓутоа кај нас еве даде Бог да се реализира на ваков начин и нашата цел не е да се луѓето да се соблазнат и да им наметнеме страв дека ова е нешто странно од она кое што тие го знаеле, напротив, да ги поттикнеме сите христијани, без разлика дали се католици, дали се православни или протестанти, да се обединат и да има љубов помеѓу, затоа што ние сите можеме нели да кажеме честито празник на овие, на оние и на оние, меѓутоа многу е важно односите меѓу нас да бидат полни и богати со љубов. Тоа укажува дека всушност го познаваме Господ Исус Христос. Бидејќи како да ни станува малку празно славењето. Богати трпези, ама духовното како да го нема, се сведува славењето на барање слободни денови колку имаме врзано за да отсуствуваме на работа. Можеме ли да се вратиме на вистинскиот пат? Па видете, славењето е потребата, значи најраните форми на уметноста има македонско тло се потребата на човекот да го спознае Бог. Познат е тој, така го нарекуваат, свет брак, сум го кажувал тој порано, значи небесен Отец оплодува земна мајка за да се роди Богот човекот. Тоа е, значи, пред да речеме најстарата обредна драма. И таа се повторува и завршува, слава му на Бога со Исус Христос, кога архангелот Гаврил, нели, безсемено преку Светиот Дух ја оплодува Дева Марија за да се роди Богот човекот. Значи песните како доаѓаат. Видите, кога вие сте отворени со Бог и живеете во единство со Бог, кој се соединува со него, еден дух е со него, нели, ако се соедините вие со Бог, вие имате тогаш, вие отворено, како што Библијата, живи реки потекуваат од вашата утроба. Тоа се песни кои слегуваат и нема крај. И тие се песни кои одеднаш кога ќе видите дека не се обични песни, вака можеби делуваат ординарно, но длабоко ве допираат во вашата суштина. Ќе спомнам повторно еден пример, постојано им го кажувам на сите луѓе. Пред споменикот на цар Самуил една жена пред Божик носеше торби. Не слушна како пееме, не познава. Ги остави торбите. Клекна на колена и плачеше 15 минути. Јас ја гледам и не можам да пеам и мене ми идат солзи. Потоа ги зема торбите, не изгушка и си замина. И тоа ви е практично показ кога нешто е работено во единство со Бог, дека тоа има една друга духовна смисла. Значи, ако вие работите за себе обожување, се славите самите себе, тоа е душевно. Човекот не е само тело и душа, туку е дух, зашто Господ му вдахна дух животен и телото стана живо, и човекот стана жива душа. Значи, духовната нитка е кога вие играте се што работите како за Бог. Како да си го вдахнеме повторно? И тогаш песните, па човек не се храни само од леп, нели, не е важно, не се грижете за тоа што ќе јадат и што ќе пиете, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Значи, човекот има потреба од духовна храна, тогаш се храни неговиот дух. Овие песни се токму тоа. Бидејќи луѓето и на несвесен начин се ќаваат дека се работи за нешто што не е ординарно и не е световно и не е телесно, дека доаѓа до тој духовен Искрено ме идентитет. понесовте кога ве слушав исто. Се исклучи во моментот и
бев во некоја друга димензија во моментот. И меѓу другото, ве приметив сите кои сте дел од молебствие, дека сте во одреден, ако можам така да се изразам, делириум, додека си пеете, настапувате и слично. Тоа е пренос. Не пренесува духот и не води во таа љубов. Знаете, кога луѓето се отчајани, кога луѓето во својот фокус ги имаат своите проблеми, некако се чувствуваат дека се во мрак и гледаат само мрак пред себе. Нашата цел е да допреме до нив и со вистината да допреме до нив, а таа вистина е Божјата вистина, и кога ќе слушнат, вистината Божја ги ослободува. Тоа што би значило? Во тој момент таа магла од мрак се трга од пред нивното срце, од пред нивните очи и започнуваат да треперат во живост. И многу е убаво кога луѓето започнуваат да зачекоруваат во светлината Божја, а со овие песни се потикнува тоа да биде еден постојан ек на нивната душа кон Бога. Многу е тешко луѓето да проговорат слава ти Господи Исусе Христе или да запеат. Како да имаат една бариера метална и нашата задача е тој метал да го стопиме со таа љубов Божја и се случуваат такви чудеса. Тоа се случува веќе извесен период. Овие 2 години гледаме такви манифестации и луѓето кога ќе ги трнат тие бариери, започнува веќе процес на трансформација духовна во нив, кое што ги прави вистински и свесни покорни на Бога христијани. Всушност и ова дел од оваа публика нели молебствие, тие се луѓе кои што дојдоа токму од таков свет, кои што ја бараа смислата на животот, бараа нешто повеќе од обичните ритуали и од она празното ритуално однесување, нели религиозното. Сите правиме одредени шаблони мислејќи дека тоа така треба, но немаш плод во душата, немаш плод во животот. И на нашите средби, тие работилници кои што ги правиме на месечно ниво, тие доаѓаат како на мали концерти. И доаѓаат и овие песни ги стоплуваат нивните срца, а потоа веќе се поттикнати, ги учиме, ги едуцираме како да даваме љубов без да очекуваме, да даваме многу повеќе внимание дури на оние луѓе кои што се по улица, кои што мислиме дека нели просат, не ги ни забележуваме, зошто да не ги забележиме? И тие се луѓе, и животните, и кучињата, и мачињата. Значи, ако навистина, ако љубовта е во нас, ќе даде тоа плод, ќе се изрази низ перцепцијата на овој свет. Ќе имаме подобра перцепција и за светот, и за животинскиот свет, и за човештвото, што не обкружува. Нема да бидеме ладнокрвни, и инертни, и на некој начин роботи кои што ладно се движат и во околите, безчувствителни. Тоа не е одлика на христијанството. Дозволува ли нашата црква, нашата вера, славење на Бога на овој начин во црква? Запејување и отварање на душата и срцето на овој начин? Тоа е интересно прашање. Ние заборавивме да кажеме дека еден човек нас не запозна, двајцата. И тој е важен човек. Без него ништо не можеме да направиме. И тој ми рече, ќе појдеш таму и ќе го најдеш пастор Константин. И потоа не собра сите нас. И секој од вас може да го најде тој човек. Тој е многу добар човек, тој помага. Ме прашуваат на работа, имам проблеми вакви, така, имам еден добар доктор. Кој? Доктор Исус Христос. И тие ми велат, ти си играш шега. Не си играм. Значи нас Исус Христос не најде и ни рече, појдете таму. Видете, имате опција да разборуваме дали христијанството е настанато врз основа на Светото Писмо или подоснежните деноминации се поважни и нивните народни, обредни категории на толкување и читање на Библијата се поважни од изворното христијанство. Ако ние се држиме до Словото, ќе видиме дека таму се подразбира крштевање со вода и крштевање со Дух Свети. Ако некој не се роди од озгора, нема да влезе во Царството Божјо. Дека Словото стана тело и тогаш ако ги почитуваме тие ритуали, како да речеме, што се народни и се плод на едно долгогодишна, повеќе милениумска традиција на овој народ новатло да го пронајде Бог. И кога веќе ние сме го пронашле по сон, по еден сон го пронајдовме, бидејќи на апостолот Павле, ако не му се јавеше македонецот, но ќе скасонував еден сон, тој сакаше да замине во Африка да го шири Светото Евангелие. Но тој рече, но ќе скасонував еден сон, пред мене стоеше еден човек македонец кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни. И тој вели, по тоа видение, ние веднаш тргнавме во Македонија да го шириме Светото Евангелие. Дали ние го шириме Светото Евангелие со обредите, со адетите, или пеејќи песни кои слегуваат преку Светиот Дух и се базирани на Светото Писмо. Светото Писмо е напишано од Светиот Дух,
Тоа е авторитетот кој ни е даден. Тоа е живата храна, живите слова со кои ние ќе го храниме духот и ќе го препознаеме што е Христово, а што не е. Другото е во Светото писмо нема ни православни, ни католици, ни протестанти, ни разни деноминации. Туку има една реченица која нонстоп им ја кажувам на нашите браќа на Балканскиот Македонски полуостров. Ке ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Да, Зарем е тоа се можно Исусовите зборови. христијаните да не се љубат меѓу себе, да се поделени по национална основа? Меѓу другото, постојат повеќе деноминации кога нешто излегува во еден слободен тип на изразување кое што е надвор од рамките на католичката, православната или протестантската деноминација, значи тогаш веќе им е чудно на луѓето. Неретко се злоупотребува Библијата, морам тоа да ви го кажам. Се случува да тоа одредени, би ги нарекол секти, пошто постојат и такви, тие се вршат манипулација со Библијата, со Словото, и затоа луѓето имаат некоја верзија. Тоа сега да речем, одбилно си збунетост, искрено. Да, и кога ќе кажете Господ Исус Христос, ве гледаат чудно, бидејќи ги асоцира на нешто што е странно, нешто што е чудно, необично или пак опасно. Дека ќе им наметне некоја психологија нова во нивниот ум и дека ќе се случи нешто да они променуваат вера. Верата не може да се промени, верата е Христова и се што е надвор од тоа, велам има секти кои што сакаат навистина тоа да го направат, да ги трнат на страна, не можам да ги споменам кои, но се обидуваат и луѓето ако не се добро информирани можат да бидат лесен плен на одредени заблуди. И затоа ние своевремено, значи како работиме, постојано ги поттикнуваме луѓето да читаат Библија, да се објаснува тоа, да се споделува, да се исповедува, како што во случајот секој одговор што сега Тихомир го кажуваше, беа цитати од Словото. За се има објаснување и е напишано во Словото, во Светото писмо. Жално е да во ова време, кога писменоста е широко распространета, кога имаме модерен начин да се образуваме и едуцираме, да луѓето не читаат Слово. Како што спомнавте, на Запад тоа не е таква практика. Сум работел во САД и во Англија и сум видел дека навистина луѓето се доста едуцирани и обучени, во смисла знаат корењата кои се основата на христијанството. Овдека тоа не е така. Овдека се сведува на еден пасивен однос кон верата во Бога и затоа одлучивме да бидеме малку повеќе силни и пробивни низ песните, да ја шириме таа радосна вест, да се радуваат сите, бидејќи животот има една друга цел, а тоа е да се покориш на Бога и ќе примиш вистински живот во Христоса, кој е вечен живот. Животот не завршува само на земјата, туку има и потоа. И тоа е една вистина радосна вест, која што не е само утеха и надеж, туку е реалност за сите ние кои што веруваме во Христос. Вие не сте само овде одбрано пријатно друштво вечерва, вие имаме поголем број. Нашиот клуб, имаме клуб кој што се нарекува Луѓе по патот и клубот има членови, тие членови се дружиме меѓу себе, создаваме, имаме добротворни акции со цел да помогнеме на семејства кои што се во беда или лица кои што имаат одредени здравствени проблеми. Действуваме исто така во рамките да помогнеме и на природата во однос на оние здруженија на граѓани кои што се за заштита на животните. И тука сме присутни, меѓутоа не јавно, го правиме тоа тивко, бидејќи не го сакаме аплаузот на признанието на луѓето на човештвото, туку сакаме пред Бога да сме угодни. И тоа се целите на самиот клуб, да се здружиме со љубовта во Бога, да бидеме подобри христијани и тоа да го направиме низ сите сфери на нашето општество. Што се однесува до членството, веќе се 250 луѓе во членовите на самиот клуб. Сами си доаѓаат? Сами си доаѓаат по препорака едни на други, тоа веќе се множи, веќе немаме место каде да се собираме, бидејќи изнајмуваме хотелски сали, каде што имаме концерти, каде што луѓето доаѓаат. Молебствие е на 11 души во потесен состав, инаку сите они веќе ги знаат овие песни, сите пеат, се пренесуваат и албуми и особено кога се работи за христијанските празници како што е Божик или Великден или Педесетница, тие денови се денови кога навистина треба да се слави Господа Исуса Христа. Божик е недењањето на Исус Спасителот, кој што ни е Бог и тоа така треба да остане. Великден е воскресението, нели? Педесетница е кога Светиот Дух се спушта, нели, на земјата и ги исполнува учениците со сила за сведоштво за Христа. Така да тие се основите кои што сите христијани треба да ги знаат.
се трудиме да го направиме тоа низ мали книгички, низ флаери. Ми донесовте интересен подарок. Да. Обично за празниците сакаме да подаруваме и имаме заблуда. Каков да биде подарокот, колку да чини, дали ќе го погодам во срце оној кому сакам да му подарам, а вие ми донесовте конкретен подарок за мене, пишува. Оваа книгичка, веројатно е со она што за сега вечер вас со зборуваме. основите кои што е за љубовта, за молитвата. И чаша која вели, веројатно да те замисли пред да се напиеш. Никаков лош збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување, каде што е потребно, за да им даде благодет на слушателите. Така, тоа е. Реков, ќе стихот се од подзамислиш, Ефесијаните. да се застракнеш од тоа што ќе го пиеш. Па тоа се тие пораки кои што ги праќаме. Знаете, ако поклониме парфем, ќе се дотроши. Ако поклониме облека, ќе и помине модата. Ако поклониме било што е одлика, нели, на нешто поголемо внимание кое е скапо, нели, за световните мерки на проценка, сето тоа е распадливо. Но на кое што се подарува е љубовта и таа е безценета, но кога таа е со синхрон со Божјото слово кое што е олицетворение на Божјата љубов, низ таква форма, дали е книгичка или шолја на кое што го има библискиот стих, тоа е нешто што ги допира срцата на луѓето. И тоа беше интересен проект кој што го направивме во изминатиот месец и луѓето одлучија наместо овие скапи светски, нели, подароци да допрат малку подлабоко до срцата на луѓето. Овде, професоре, гледам дека сте, барам од реков делот што ве гледам овде, луѓе со сериозни кариери веќе изградени и така натаму. Тоа се луѓе на кои им беше нужна, потребна духовна храна. Значи, први, читајќи ја Библијата, значи, луѓето за да го спознаат Бог треба да го читаат Новиот Завет на Светото Писмо. Бидејќи тоа е живо слово. Освен што е пишано, на вистина е живо. Бидејќи ние можеме да зборуваме и за чудата кои се случуваат на луѓе што го читаат само Светото Писмо, дека се исцелуваат, но тоа ќе ве промени однатре. Тие слободенаш ќе почнат да се отелотворуваат во вас. Тешко и се допира до оние кои го читаат Словото, а не веруваат вистински и длабоко. Па видете, ако не веруваат, значи секому според вербата. Дарот на вербата доаѓа од Бог. Ако вие немате верба, тешко ќе можете на човекот нешто да му сипете со сила. Тоа го има пишано во Исаија. Кој има уши да слуша, ќе чуе, кој има очи да види и со срцето да разберат, да се покаат и да ги исцелам. Ние, иако сме христијани, често доаѓам за луѓето да разговарам за смртта. Ке почине некој, например, на мој пријатели, ке каде оди, тој во космосот во земја. Јас им велам, стоп, вие сте христијани. Пеете една песна, Исус ја победи смртта, со смртта ја победи. А вие мислите дека живееме ние само тука. Ова е минливо. Секој од нас еден ден ќе се појави пред Бога. Да одговара, како што пишува таму, за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето. Ќе одговарате на судниот ден. Тоа не е шега, тоа е вистина. Можете и да го видите од луѓе што се бават со озвучување на слова како завршуваат, затоа што не играле со Господ Исус Христос. Кога ќе појдете горе, ќе ви постават две прашања. Ова не е измислено, тоа доаѓа ако се поврзете вие со Бог. Што направивте вие со Исус Христос и што направивте со дарбата што ви е дадена? Значи, вам животот ви го дал Господ, вие мислите дека сте сами дојдени. Пишано е тоа. Господ ви дал живот и дарби за да го славите Господ. Ако не го познавате Исус Христос, вие завршувате на другата страна. Значи, ние сме христијани, а не сваќаме дека ова е само минливо, не треба да се врзуваме за материјалниот свет, за телесниот идентитет, туку треба да имаме подобра, односно небесна татковина, како што е пишано во Писмото. Овде нема место за алчни. Не. Тоа е нечуено, бидејќи во Библијата исто сеќаваме и се учиме, нели, како што треба, а тоа вели Исус, ако некој ти го побара палтото, дај му ја кошулата. И ако така функционираме сите, ако така живееме, ќе биде многу убаво и целото општество ќе се промени. Затоа велам дека не треба и истата поента имаме, дека не треба само на уста да се кажеме дека сме христијани, туку на дело, бидејќи ако нашата вера нема дело, тогаш таа е мртва вера, само сме извикани нели дека сме христијани, а ние што правиме себични, мразиме, колнеме, значи суетни и слично. Но ако ние навистина сме прави христијани, имаме љубов во нас, а нема да ни биде тешко и лебо да го скршиме, па и да го дадеме и последниот залак за оној кој што е гладен и болен. Вие знаете, за празниците се готви многу, значи особено во овој период. Било тоа да се меса, било тоа да се различни тестенини и така натаму. Софрата е пребогата. Но замислете, таа храна што останува, нешто ќе замрзнат, меѓутоа ќе остане.
Зошто да не се даде на оние места каде што тоа не достига? Зошто да не се даде, да речеме, Да биде иронијата поголема, овие празници за кои зборуваме и се многу значајни, се случуваат токму во период кога е зима и е студ. За оние што немаат и се на улица, уште потраурно е можеби состојбата, нели, со снаоѓање и преживување. Па двете. Затоа е важно да имаме свест и совест, меѓутоа не грижена совест што светот ни ја наметнува, туку онаква совест каква што Бог ни дава, бидејќи кога ни дава љубов, ние имаме одговорност кон Бога за таа љубов, дали вистински вибрираме, трепериме со нејзе или само така во моментот еуфорично сме понесени, а веќе во наредниот период одново сме спласнати со нашите суетни мисли. А те се непато што води кон живот. Сериозно трпение за оние кои не го спознаваат Бога на начин на кој вие веќе сте го спознале, или едноставно не може да секојдневно допреде? јас се среќавам со атеисти и со луѓе кои што се скептични, кои што доаѓаат од рационалниот свет. Имам веќе трпение, меѓутоа трпението пак доаѓа од љубовта. Мене ми е, имам сочувство кон нив заради тоа што не можам да очекувам многу од она кое што веќе им се случило и е потребен процес да тие пристапат со отворено срце. Многу пати среќавам дека имаат грижена совест за одредени нивни недостатоци или гревови кои што ги правеле во своето живење и сакајќи таа совест виновна да ја тргнат од себе си, тогаш помагаат на луѓето. Тогаш ќе им дадат пари на просјаците, тогаш ќе донираат за цртање фреска во црква, тогаш ќе донираат за изградба на манастир. Меѓутоа во Словото пишува една многу важна вистина. Вели, со делата не можете да се оправдате пред Бог. Значи, какви и дела да правиме ние пред Бога, не можеме да се оправдаме бидејќи виновни сме. Туку, само со верата во Неговиот Син, во Господ Исус Христос, само така сме оправдани. Зошто? Заради тоа што Исус ја пролеа крвта своја, која е света, и со неа не изми од грев, вина и страдање. И кога вие верувате во Христос, дури и да немате никакви можности да помагате на луѓето физички или материјално, дури да не можете да се движите од постела, само да верувате и толку, вие пак сте спасен човек, но вие пак можете да дејствувате, а тоа е со молитва. Дури и молитвата за осамените луѓе, за децата кои што се без родители, за немирите во светот, дури и молитвата те чини и те прави богоугоден човек. Но тоа не се молиш ти, кога веруваш во Бога, Бог низ тебе ти дава во твоето срце нови цели и започнуваш веќе да размислуваш што е богоугодно и се молиш. Но сакам да кажам дека и да немаме добри дела направено, ако сме верни во Христос, тоа Бог ќе работи низ нас и ќе се вршат дела кои што Бог ги прави за Негова слава. Можеме ли да победиме суровоста на животот? Повторно ќе дојдем. Има еден човек, многу добар човек, се овоплоти во тело, ги зема гревовите на светот, беше распнат, ја пролеа својата крв и се вознесе на небесата. И денес ви вели, дојдете при мене сите изморени и јас ќе ве успокојам. Исус е тука, обратете му се, повикајте го да застане на тронот на вашиот живот и тогаш тој ќе ве води и тогаш нема да имате болести, стравови, ќе живеете победоносен и плодоносен живот. Најчесто кога луѓето се обраќаат, особено кај мене кога имам личен контакт, тие доаѓаат заради одредени своји проблеми, било тоа да се здравствени или било какви проблеми во семејството. Меѓутоа, она што сега Тихомир професорот го кажа, тоа е истото што и ова. Ете стојам на вратата и чукам, вели Исус. Кој го чуе мојот глас и ми отвори, ќе влезам кај него, ќе седнам и ќе вечерам со него и тој со мене. Така вели Исус. Соодветно, Исус действува дали преку него, преку вас, преку мене или преку други луѓе, кога човек ќе те поттикне во молитва и кога ќе ти каже, знаеш што ти не достига, зошто ги имаш овие проблеми, зошто? Затоа што ти е потребен Христос во твојот живот, ти е потребен Бог. Приближи се кон него и Бог ќе се приближи кон тебе. Тоа е кога Исус зборува и низ нас. Тоа е поттик и мотив да навистина се приближиме кон Бога. Ако човек го направи тој чекор, верувајте, чуда се случуваат. Без разлика на проблеми, страдање, без разлика на искуство кое што го имало нели самата индивидуа, самата личност, без разлика кога ги слушам оние оправдувања, ама јас расте во комунистичко општество. Да, растеше, но тоа не значи дека тоа е етикета која што не можеш да ја тргнеш од себе си во прашање твојот избор.
Дали одлучуваш сега, од овој момент, да пристапиш кон Бога, бидејќи ако пристапиш, ќе имаш и здравје, и живот во изобилие, ќе бидеш спасен, ќе имаш вечен живот. Впрочем, тоа го имаме само во Исус. Кажи го тоа, приближи се кон тоа и ќе се случи. И луѓето, за моја голема радост, од најголеми рационалисти и атеисти, стануваат луѓе кои што се верници. Зборувам за луѓе, не дека се важни титулите, меѓутоа доаѓаат од интелектуалниот свет. Ете, он е доктор на науки, е професор, имаме многу такви во нашиот клуб. Меѓутоа, нашата сатисфакција не се титулите и не се оние човечки признанија, туку дали во срцето трепериме со Исусовата љубов, со љубов за Господ Исус. Како ги празнувате празниците? Како славите? Како славиме? Пееме песни за Исус Христос, го читаме Словото, се молиме. Молебство е името на групата, значи континуирана, непрекината, постојана молитва која преминува од пеење на химни за Бог до свето зборување, до свети слова. Значи тоа е непрекинат процес. Така славиме. И со молитви, со љубов, во мир, нели Царството Божјо е во славење со Светиот Дух, нешто што можеби не е познато во Македонија. Луѓето кои што не го разбираат тоа, мисля дека е многу апстрактно или е Да, така дело бидејќи неразбирливо. Разбирам, но кога И оно што ни се наложува како секојдневно условно речено славење на Бога и верување во нашата вера и посетувањето на нашите цркви и така натаму е нешто што пак ќе речем граничи со нели одредена разлика во ова што сега ние овде го доживуваме заедно со вас. Тоа е тој принцип на религиозен однос, но гледам дека пак не се радосни и тогаш ги советувам да зборуваат со Бога низ молитва, со Словото, да се обратат кај вистински личности кои што се нели духовни советители и да ги насочат во вера, во исповед, во покаяние. Значи тоа го правам и јас, но се разбира дека јас среќавам и луѓе кои што се католици, кои што исто така имаат одредени хиерархии кај нив поставености, каков однос треба да имаат пред се кон Бога, не кон свештеникот. Но мојот поттик е тој за сите христијани какви и да се во која деноминација основите на христијанството да ги примат, а тие се базираат единствено на Божјото Слово на Библијата. Тоа ни е главна цел и задача и верувајте, значи, колку јас и да ви зборувам и колку и сведоштва да имаме, јас веќе почнувам со еден проект да тие бидат видео запис нели сведоштва кои што укажуваат на тоа луѓето од каде доаѓаат, во смисла од каков свет, од каква динамика и уморени и пресушени од сето тоа што им се случувало, како се наполјуваат и како започнуваат да никнат како едни плодни стебла накалемени на вистинската лоза која. Ајде, дај Боже да има такви стебла многу повеќе. Дај Боже, така е. Да има љубов и една таква благосостојба каква што јас впрочем и сега вечерва ја доживеав овде во студиото. Така и е. до сега не сум молчала толку на емисија, а толку брзо не ми поминала. Па некако ќе мора да подзаокружуваме и тунел со две светли денес numeri точки би рекла, удривме на песна. Еден поздрав што не го кажавме, мир вам. Значи, кога ќе влезете во некој дом, поздравете го со зборовите мир вам. И ако куќата е достојна, вашиот мир нека преиде на неа. Ако пак не е достојна, вашиот мир нека се врати кај вас. И Исус Христос вели, мирот свој ви го давам, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше. Така славиме ние, со мир, со Христовата љубов, со молитви, со сила во Светиот Дух, затоа што ние сме победници на овој свет, бидејќи сме го избрали Исуса Христа. Исус го победи светот. Поздравот е шалом и значи мир вам, а многу е силно кога ќе го кажете на некој, бидејќи истовремено представува и поздрав и благослов. И ги потикнувам сите христијани да го отворат своето срце, бидејќи особено за овие празници божикни, нека се поздравуваат со ете Христос се роди, на вистина се роди и шалом, или мир вам, или мирот во твојот дом, нека биде во изобилие. Тоа е еден поздрав христијански кој што би требало на вистина да се шири, да се намножува, заради тоа што мирот е многу потребен, особено на овие времиња. Колку и да зборуваме, нашите лица говорат. Нашите лица, нашите срца говорат сите луѓе кога ќе ги погледнете и многу пати ќе видите мир, многу пати ќе видите љубов и ќе видите една светлина што зрачи. Тоа не е што сме многу убави. Ние сме убави, фала му на Бога, оти тој направи убави. Скромно многу, да. Но тоа што е убавината, тоа е внатре кога го имаме присуството Божјо во Христос.
Тоа е многу силно и верувајте дека доаѓа време за еден чекор во реформација во смисла на перцепцијата кон верата во Бога. А верувам дека современиот човек е отворен и го прифаќа сето ова за слава на Бога. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам. Јас нема да додам ништо, бидејќи верувам дека доволно кажавте и така, влеговте онаму каде што треба да влезете и верувам дека гледачите кои ја следат Тунел се стоплија некако во овие ладни зимски денови, а ќе завршиме онака како што почнавме со песните кои Молебствие ги пее, а кои, како велите и самите, излегуваат од вашето срце и вашата душа. Слава му на Христа. Ви благодарам. Минува време, се одминува. Уште сум тука, за Бога постојам. За Тебе, Боже, јас ке живеам. За Тебе, Христе, и ке сведочам. За Тебе, Боже, јас ке живеам. За Тебе, Христе, и ке сведочам. Ајде, ајде, да го славиме. Ајде, ајде, да сведочиме. Љубовта, да ја делиме. Во Христоса, да живееме. Ајде, ајде, да го славиме. Ајде, ајде, да сведочиме. Љубовта, да ја делиме. Во Христоса, да живееме. Минува време, се одминува. Уште сум тука, за Бога постојам. За Тебе, Боже, јас ке живеам. За Тебе, Христе, и ке сведочам. За Тебе, Боже, јас ке живеам. За Тебе, Христе, и ке сведочам. Ајде, ајде, да го славиме. Ајде, ајде, да сведочиме. Љубовта, да ја делиме. Во Христоса, да живееме. Ајде, ајде, да го славиме. Ајде, ајде, да сведочиме. Љубовта, да ја делиме. Во Христоса, да живееме. Ајде, ајде, да го славиме.